Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговараме со генералниот секретар на СДСМ и шеф на изборниот штаб за предстојните локални избори Александар Саша Димитриевиќ. Господине Димитриевиќ, синоќа заврши рокот за пријавување за кандидатските листи за советници и градоначалници. Какви се вашите очекувања од предстојните избори? Така, СДСМ објави 64 кандидати за градоначалници и во речиси сите општини ќе одиме со советнички листи. Очекувањата се граѓаните да го препознаат концептот кој што СДСМ го нуди, а тоа се честни кадри со сериозна визија за заздравување на општините и на градовите, кои што ВМРО имаше шанса 4 години да покаже што знае и што умее да направи, но на жалост гледаме една тотална нефункционалност во општините кои што ги раководи ВМРО ДПМН. Ќе понудиме сериозна програма, ќе понудиме сериозни луѓе, ќе понудиме нешто што е изводливо и нешто што е функционално пред се за граѓаните. Не ветуваме чуда и не ветуваме бајки кои што нема да може да се остварат, ветуваме реални решенија за реалните проблеми кои што граѓаните се соочуваат секојдневно. Што за вас како партиско раководство ќе бидат успешни избори? Јас очекувам граѓаните да го препознаат концептот кој што ќе го понуди СДСМ овие локални избори. Секако во општините во кои што владее СДСМ во овој момент очекувам повторно убедлива победа, но очекувам и сериозно кандидатите во другите општини, бидејќи навистина понудивме кадар кој што е одговорен и луѓе кои што се професионалци и докажани и покажани во своите средини да дадат еден сериозен инпут и граѓаните тоа да го препознаат. Велите ВМРО од минатите парламентарни избори досега изгубил над 100.000 гласови. За вас какви ви се анализите? Колку сте во плюс или во минус? Видете, апсолутно тоа што го гледаме секојдневно и целата нефункционалност на системот кој што го имаме како на локално, така на централно ниво, навистина покажува дека ВМРО ДПМН сериозно ја губи довербата кај граѓаните, но ако ме прашувате дали сме се уште на потребното ниво како партија, секако треба уште многу да работиме и секако дека тоа во следниот период и до почеток на кампања и со самиот почеток на кампања ќе го покажеме и очекувам сериозно враќање на довербата кај граѓаните во СДСМ. Тоа значи повеќе од минатогодишните 150.000 гласови? Апсолутно. Конкретно во центар, спомнавте дека во општините каде што ја имате локалната власт, очекувате повторно убедлива победа. Во центар каде гледате поголем ривал? ВМРО таму нема кандидат, таму е независната кандидатка Билјана Ивановска и кандидатот на Знам. Кој ви е поголем ривал? Видете, независно од против кандидатите во центар, Горан Герасимовски покажа како се води една општина каква што е центар. Во следните денови ќе излезе еден отчет за сработеното во центар во следните 4 години и не гледам друга алтернатива освен Горан Герасимовски и СДСМ за граѓаните на општина Центар, бидејќи навистина во изминатите 4 години и претходно покажавме дека се што ветивме во општина Центар се остваривме и секако и ќе понудиме за реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните во општина Центар и решенија кои што верувам дека ќе бидат препознаени. Сепак не ми одговоривте кој сметате дека е поголем ривал. Не е моја да давам проценка, наше е да си го сработиме, да тоа што го сработивме во изминатите години, да излеземе пред граѓаните со сериозна понуда, со честна понуда и да ја побараме повторна поддршка. Да верувам дека граѓаните на Центар, а и граѓаните во другите општини ќе го препознаат тоа. Го споменувавте Центар како партија и претходно, особено во однос на независните кандидати и најавувавте дека ќе излезете со информации за бизнис интереси на дел од независните кандидати. За што точно мислите кога најавувате такви информации? Зашто Видете, дел од независните кандидати има сериозни индиции дека се поттикнати од други интереси, а не од интереси кои што се во функција на граѓаните, односно да се надпреваруваме со идеи, а тие идеи да донесат мерки кои што ќе донесат навистина решенија и подобра идни на граѓаните. Од тој аспект и во следниот период, во почетокот на кампањата, ќе имаме одредени активности. Интересна е одлуката на раководството на партијата на извршниот одбор од четвртокот во Илинден да го поддржите поранешниот градоначалник во општината од редовите на ВМРО ДПМН Жика Стојановски.
Зошто се решивте да му дадете поддршка? Во Илинден правевме долги консултации со членството и разговаравме на повеќе можни сценарија како да настапиме на предстојните локални избори, како во програмскиот дел, но така и во кадровскиот дел. Жика Стојановски е човек кој што сериозно добро ја познава општина Илинден, човек кој што раководел со општината, има институционално познавање од општината и во овој момент сметаме дека тоа е одговорно и со Жика ќе понудиме човек кој што на некој начин ја познава добро општината и ќе ги обедини луѓето со цел да понуди навистина решенија какви што се потребни на жителите на општина Илинден. Сега да ве прашам и во однос на Кочани, таму партискиот лидер најавуваше на почетокот, предлагаше да се обедините околу надпартиски кандидат. ВМРО излезе со поддршка за еден кандидат, вие одлучивте да кандидирате свој кандидат. Што очекувате од Кочани за овие локални избори? Ситуацијата после трагедијата во Кочани, во самата општина е многу специфична и СДСМ во целиот изминат период беше многу внимателен и не сакавме на ниеден начин да покажеме дека трагедијата во Кочани ќе биде место каде што ќе добиваме политички поени. И бевме многу внимателни и во изјавите и повикувавме на едно обединување се со цел целото општество во Кочани да заздрави и да понудиме еден безбеден град во кој што нема ни да помислиме да се случат слични трагедии. Во Кочани наш кандидат ќе биде докажан професор кој што е и граѓански активист долги години. Тој е претседател на општинската организација на Кочани и во Кочани подготвуваме посебен осврт на програмата во кој што ќе ги опфатиме сите актуелни проблеми кои што се таму и нудиме советничка листа која што ќе опфати еден различен профил на луѓе кои што би можеле да понудат и да бидат додадена вредност после овие локални избори во Советот на општина Кочани и сериозна поддршка да бидат на нашиот градоначелник. Во Кичево и во Струга, во Тетово одлучивте да немате свој кандидати. Конкретно за Кичево би го поддржале кандидатот на ВМРО ДПМН? Кичево СДСМ, како и во другите градови, иако немаме наш кандидат, ќе извади советничка листа која што ќе има сериозна програма по теркот на другите општини во кои што имаме кандидати, ќе излеземе со сериозна програма и со сериозни решенија. Целта во Кичево ни е да ги максимализираме нашите капацитети, да освоиме што поголем број на советници и веднаш првиот ден после локалните избори во Кичево да почнеме преку нашата советничка група да нудиме сериозни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма за Кичево и очекувам дека граѓаните ќе го препознаат тој концепт, бидејќи знаете дека колку што е важен градоначалникот во една општина, толку се важни и советниците и гласот на советниците може да биде и предлозите на советниците може да дадат сериозна тежина во општината. Како ќе го насочите членството таму во ред имате советничка листа, но во однос на кандидатот за градоначалник? Би им дале насоки да поддржат некој од кандидатите? Целта во овој момент е да направиме програма која што преку советничките листи, преку носителот на листа во Кичево ќе биде програма која што ќе понуди решенија за граѓаните за сите понатамошни одлуки во однос на тоа дали и према кого би ги насочиле гласовите, ќе биде предмет на партиска одлука и на партиска дискусија која ќе дојде време за тоа. Дали во меѓувреме разговарате со други партии како ДУИ на взаемна поддршка во општините каде тие немаат свој кандидат за градоначалник или каде што вие немате свој кандидат? Во овој момент секаде сме насочени на консолидација, на мобилизација на нашето членство и на изготвување и сериозна понуда пред граѓаните. Не влагаме во партиски пазарења и договори околу гласовите, се концентрираме на себе и сакаме да го извадиме максимумот, независно од тоа дали имаме само кандидати за советници, дали имаме и кандидати за градоначалници и кандидати за советници. Апсолутно идејата е да го максимализираме, да го мобилизираме нашето членство и да понудиме сериозна програмска понуда на граѓани. Дали евентуален неуспех на изборите за СДСМ би значило и оставка од актуелното раководство? Видете, СДСМ е сериозна партија и голема партија која што се гради
со години и во која што органите на партијата одлучуваат за сите понатамошни чекори. Ниту ова раководство, ниту било кое раководство во СДСМ бега од одговорност после избори. Апсолутно, после сите избори СДСМ има отчетен конгрес во кој што се разговара и во рамки на внатрепартиските процедури, членството и луѓето кои што одлучуваат во една демократска партија ќе одлучат дали треба да остане довербата на ова раководство или треба да се прават евентуални промени. Очекувате ли парламентарни избори по локалните? Првиот тест за СДСМ и за сето тоа што го говориме во овие изминати месеци околу консолидацијата на партијата и околу зајакнувањето ќе бидат локалните избори. Јас како шеф на Централниот изборен штаб и како генерален секретар на СДСМ сум сигурен дека СДСМ е во кондиција и дека СДСМ е спремна за избори кога и да бидат, независно сега се локалните, независно дали ќе има предвремени парламентарни избори, но гледајќи ги ситуациите во државата и целата нефункционалност на системот по сите нивоа, без да кажуваме дали имаме очекувања, можам само да кажам дека сериозно се припремаме на избори кога и да бидат. Во ред, во текот и на теренските активности за локалните избори зборувате за обединување, за враќање на патот во ЕУ и споменувате дека во спротивно би можело да има и руско влијание, да се остави простор за такво нешто. Каде како партија ја гледате таа опасност, во кој сегмент? Видете, целата ситуација околу закочувањето на европскиот процес и околу не наоѓањето на решение во сите овие изминати месеци доведува до прашање дали можеби некои надворешни влијанија име во интерес Македонија да остане закочена и да биде во статус кво ситуација, нешто што е моментално најлошо за државата. Гледаме дека власта не нуди никакви решенија по тоа прашање. Тоа и неколку други сериозни афери ги отвараат прашањата, бидејќи знаеме Македонија со години назад од самостојувањето е подложна на надворешни влијанија. Дали можеби и сега надворешните влијанија се причина за закочување на европскиот пат на нашата држава, кој што СДСМ го стигна до некаде, имаше и идеја како тоа да се оствари, но видовме дека во изминатава година немаме никакви активности на тоа поле, освен некакви флоскули кои што власта цело време ги врти, а не гледаме реално никаков напредок. Најавивте дека понеделник или вторник би ја презентирале и резолуцијата што ја најавувавте во однос на црвените линии за ЕУ. Очекувате таа да се изгласа пред изборите, после изборите? Видете, во претходниот период се јави јасна потреба од поднесување на една ваква резолуција, бидејќи гледаме дека ВМРО-ДПМН нема јасна слика и граѓаните немаат јасна слика во кој правец оди државата. Не нудат решенија и покри тоа што неколку пати и повикувавме на затворена собраниска седница и на ред други работи каде што ќе може да кажат која е идејата за тоа. И од тие причини се јави и потребата за поднесување, односно за правење на една ваква резолуција која што СДСМ во текот на следната недела ќе ја поднесе до собранието. Таа резолуција сакаме да биде разгледувана и од експерти и од пошироката јавност, но и очекувам дека во собранието пратениците ќе имаат слух и ќе го сватат концептот на црвените линии на таа резолуција, за да можеме со цел да го откочиме процесот на евроинтеграција. На прашањето дали очекувам да биде пред избори, ние ќе ја поднесеме во предизборниот процес, но собранието е да одлучи дали тоа ќе биде ставено на дневен ред пред изборите или после изборите, но секако... Што ќе се одржи таа резолуција? Единствено што откривте дека би имало предлог да се прекинат преговорите доколку има нови условувања од Бугарија. Во делот на резолуцијата работната група се уште ја изготвува. Јас очекувам дека во следната недела таа резолуција ќе биде дадена на увид на јавноста и таа резолуција ќе биде нешто кое што ќе може да претрпи одредени промени по мислењата на експертската јавност, но дефинитивно таа резолуција треба да содржи ставови кои што ќе бидат усогласени и општо прифатени и со тие ставови
Македонија да ги продолжи разговорите. Актуелна е и аферата околу прислушувањето и злоупотребите во АНБ. Како партија инсистирате да се декласифицираат информациите. АНБ одби да го направи тоа. Каква разврска понатаму очекувате? Видете, ние ќе инсистираме и во следниот период на декласификација, се со цел јавноста да ја дознае вистината и да видиме што се крие позади тие документи. Законот е јасен, кој класифицира, тој декласифицира и АНБ тука треба да ја превземе одговорноста. Тука премиерот влезе во една игра со цел да го тргне фокусот од реалните проблеми и секојдневната нефункционалност на системот во државата, која што во последната година имаме, тргна да фабрикува некаква афера за која што се заплетка и сега не знаат како да се отплеткаат. Единствен начин и за јавноста да дознае и да види што се случувало и да видиме кој кого и зошто следел е едноставно декласификација на сите документи и сметам дека тоа македонската јавност го заслужува. Не е доволно само да се нафрли одредена афера, да проба да се префрли одговорноста и од реалните теми на некои теми кои што власта моментално мисли дека треба да ги зборува, а за цена на тоа, после тоа да не добиеме како јавност никакви одговори. Нека ги декласифицираат документите, да видиме, па да биде запознаена целата македонска јавност што е тоа кое што премиерот така помпезно го најавуваше во самата афера. Господине Димитриевиќ, ви благодарам за разговорот. Фала ви на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.